60 на години по Исусовото раѓање. Апостолот Павле се наоѓа во затвор во градот Рим. Додека се наоѓа во затвор, пишува неколку писма до одредени групи луѓе, до одредени поединци. Меѓу нив е и писмото напишано до христијаните во Филипи. Во тоа време градот Филипи служел како војна колонија во која што Римската империја ги пензионирала своите познати и големи војсководци. Значи, станува збор за познат град, станува збор за престижен град, станува збор за град во кој што, ако може така да кажеме, живееле познати фаци. Од христијанска гледна перспектива пак, градот Филипи, односно областа околу градот Филипи, е позната по тоа што тука го имаме првиот обратеник во христијанството на ова наше тло. Станува збор за Лидија. И додека Павле се движел во областа на градот Филипи, па и во самиот град, гледаме дека група на луѓе го прифатиле христијанството и со тоа се оформува првата црква. Неколку години подоцна, по оформувањето на таа црква, Павле се наоѓа во затвор и пишува писмо до таа група на христијани. Што е тоа што Павле имал да им го каже и каква врска има сето тоа со нас денеска? Апостолот Павле го започнува ова послание, како и речиси секој друго послание кое што тој го има напишано, со тоа што се представува самиот себе си и со тоа што го представува неговиот помошник и соработник Тимоти. Тоа е во прва глава, први стих. Веќе во вториот стих од првата глава гледаме дека им го посакува Божиот благослов и Божиот мир на оние кои што го примаат тоа послание, односно писмо, а тоа биле христијаните во Филипи. И веднаш што он завршува со овие први два стихови, со овие почетни поздрави, гледаме дека веќе од третиот стих апостолот Павле ги пофалува христијаните во Филипи за тоа што го правеле и за тоа како му помогнале, како што тој вели, во ширењето на радосната вест. Односно, тоа значи во ширењето на христијанството. Делумно, некогаш тоа значило дека самите филипјани го ширеле христијанството, а исто така делумно тоа значи дека кога апостолот Павле имал некаква финансиска или материјална потреба и кога поборал помош од христијаните во Филипи, тие правеле се што можат за да му помогнат во таа негова потреба. Значи во овие 5 стиха, од 3 до 7 стих, апостолот Павле два пати им благодари на христијаните во Филипи за тоа што му помагаат во неговата мисија и за тоа што се вклучуваат во неговата мисија. Меѓу тие стихови, меѓу 3 и 7 стих, има еден стих кој што е 6 стих, кој што е многу познат и е многу важен. И ако сте дел од некоја црква, ако редовно посетувате некоја црква, сигурно сте го слушале многу пати, бидејќи е стих кој што често го користиме за да се охрабриме, да се поттикнеме еден со друг во верата. И тоа е 6 стих, како што спомнав, оној познат стих каде што Павле вели: уверен сум, односно сигурен сум дека Бог кој го започна доброто дело во вас е оној кој што ќе го заврши тоа добро дело се до доаѓањето на Господ Исус Христос. Значи тука апостолот ги охрабрува христијаните во тоа време. Верувам дека Бог сака и нас денеска да не охрабри, дека некој пат кога се наоѓаме во ситуација каде што сме направили нешто што не треба да направиме, или некој друг ни направил нешто што не сме сакале да ни го направат, не повредили или не отфрлили, што и да, и некогаш во такви моменти кога ние ќе направиме нешто или кога нас ќе ни направат нешто, некако ни е многу тешко да видиме која е вредноста во нас. И некој се чувствуваме безвредни, се чувствуваме дека нема ништо добро во нас. Ама тука Павле на некој начин вели како има добро во вас и тоа добро во вас е оној што Бог го има започнато. Ако сте во Христос, ако сте му го предале животот на Бог, ако сте поверувале во делото, во смрт и воскресението на Господ Исус Христос, Бог нешто добро веќе започнал во вас. И немојте да заборавите дека оној кој што го започна тоа добро дело во вас и ќе го заврши се до доаѓањето на Господ Исус Христос. Односно, кога Бог почнува нешто, Бог завршува нешто. И во овие стихови, 3 до 7, гледаме две многу важни вистини. А тие важни вистини се следните. Прво, Бог работи во нас и второ, Бог работи преку нас. Тоа го гледаме уште на самиот почеток од ова послание, односно писмо, во животите на христијаните во Филипи. Значи Павле им вели: вие се вклучивте во ширењето на христијанството, односно во ширењето на радосната вест, и со така им вели: ама сакам да не заборавите дека Бог започна добро дело во вас и Бог ќе го заврши тоа добро дело кој што го има започнато во вас. Со други збори, Бог работи во вас, ама исто така Бог работи и преку вас. И Божјата цел и намери за нашите животи, за мојот живот, за твојот живот, ако си во Христос, ако го следиш Христос,
Не е само Бог да вложува во нас и да не изградува нас. Да, Бог го прави тоа, кога читаме, кога се молиме, кога имаме разговори и заедништво со други луѓе, но исто така Бог сака она што тој ни го дава нас, она што тој го вложува во нас, ние да го вложиме понатаму во другите, на оние на кои што им е потребна помош. Во спротивност, имаме себецентрично христијанство во кое што да, Бог ми изградува мене и Бог вложува во мене и јас созревам, ама тоа си е само за мене. Бог вика не. Тоа што јас ти го давам и го вложувам во тебе, тоа што јас те изградувам како личност, сакам да биде од помош на другите околу тебе. Христијанскиот живот, онака како што е опишан во Библијата, има три важни аспекти. И Бог е вклучен во сите три и Бог е од суштинска важност на сите три. Првото е оно што Бог го прави за нас, а тоа е спасението. Второто е оно што Бог го прави во нас, а тоа е светоста. И третото е оно што го прави Бог преку нас, а тоа е служењето. Кај секој кој што тврди дека е искрен Христов следбеник, дека е искрен христијанин, ќе ги има сите овие три нешта. Не може никој да тврди дека го има првото, а да ги нема второто и третото. И во животот на христијаните во Филипо гледаме токму тоа, дека биле луѓе кои што не викале само да ние му веруваме на Бог, туку биле луѓе кои што гледаме дека го докажувале тоа преку нивната посветеност на ширењето на христијанството и преку начинот на кој што ги живееле нивните животи. И ја мислам дека тоа е еден од начини на кој што можеме и дури да препознаеме дали некој е зрел во верата или дали некој не зрел во верата. Кога гледаме дека некој е незрел во верата, таквата личност бара само нешто кој што Бог може да ги направи за неа. Ама кога некој созрел во верата, таквата личност бара не само Боже направи нешто за мене, туку направи нешто во мене и направи нешто преку мене. И гледаме дека христијаните во Филипи биле токму такви луѓе. Луѓе во кои што Бог работел, но исто така и луѓе преку кои што Бог работел. Главниот фокус на денешната порака сакам да ни биде на стиховите 12 до 19. Стихови во кои што Павле пишува како неговиот престој во затвор всушност влијал врз луѓето кои што се на слобода. Во тоа време Павле имал една главна работа, една главна мисија во својот живот, а тоа е да шири пораката на христијанството, дека Исус Христос умре на крстот, дека по 3 дена воскресна и дека секој кој што верува во неговата смрт и воскресение има простување на своите гревови. И токму поради тоа што е ширил таа порака, Павле неколку пати се нашол во затвор и на крај од својот живот бил погубен токму заради тоа. Но во овие стихови 12 до 19, кога им пишува на филипјаните, Павле на некој начин како да им вели: немојте да мислите дека ова што се случува е нешто лошо и трагично. Да, не е најубаво чувство да се биде во затвор, но ова што сега мене ми се случува на некој начин има добри резултати, бидејќи луѓето кои што се на слобода сега се поттикнати од мојот престој во затвор да шират пораката, да продолжат мисијата која што на некој начин запре со мојот престој во затвор. И затоа им вели: немојте многу да се секирате дека готово пропадна стене. Не, напротив, вели Павле, сега дури уште повеќе успех имаме во целава оваа ситуација. И многу ми се допаѓа каков оптимизам има Павле додека се наоѓа во затвор. Замислете, обично луѓе кога се наоѓаат во затвор, не сум бил јас, само предпоставам, не секој е оптимистичен многу, ама Павле во овој стихови како на добро да работаме. Бог ја врти оваа на некој начин навидно лоша ситуација на нешто добро. Тука преку овие стихови Бог преку апостолот Павле сака да пренесе на порака на христијаните во Филипи во тоа време, но исто така верувам дека сака истата порака да не пренесе и нас денес. А таа порака е следнава. Бог вели: јас сум незапирлив. Независно дали Павле е на слобода или во затвор. Јас ќе продолжам да работам во луѓето, јас ќе продолжам да работам преку луѓето. И ако може да направиме една паралела помеѓу тогаш и таму и денес и тука во нашава состојба на изолација, на карантини, на откажани богослужби, јас верувам дека пораката е повторно иста. Да, сите треба да се затвориме. Сега не само црквата, туку сите треба да се затвориме и да пазиме на своето здравје и на здравјето на другите околу нас, но повторно пораката од Бог е следната: и јас сум незапирлив. И јас ќе ги исполнам своите цели, јас ќе ги исполнам своите намери, независно какви се околноците во кои што живеете. Бог продолжува да работи во нас и Бог продолжува да работи преку нас. Да, вистина дека имаме откажани богослужби. Веќе недела 2 се откажани богослужбите. До кога не знаеме. Но исто така е вистина дека некои цркви, веќе некои пастори снимаат видео пораки и ги охрабруваат луѓето преку видео пораки.
Да, вистина дека молитвените часови се откажани најверојатно исто така во многу цркви. Но исто така е вистина, верувам дека црквата сега уште поревносно се моли потикната од оваа ситуација за луѓето духовно да се пробудат па дури и за решение од оваа ситуација. Да, вистина е дека не можеме да седнеме во поголеми групи да разговараме, да отвориме Библија, да си имаме групни проучувања на Библијата. Но исто така е вистина дека луѓето можат денеска да напишат да ги користат социјалните мрежи и да напишат нешто што ќе ги охрабри и потикне другите во нивната вера. Бог не можеме да го запреме. Бог не може ништо да го запре. Бог е активен, од секогаш бил активен и е активен и ќе остане активен. Бог работи во нас и Бог продолжува да работи и преку нас. Идејата за Бог кој што не запрелив е присутна во стиховите кои што досега ги гледавме. Започнува од 6 стих, каде што Павле вели она што Бог го почна во вас и ќе го заврши, со други зборови не може никој да го запре во тоа. И сега гледаме дека продолжува во овие стихови каде што Павле вели да, мене ме затворија, но Бог не може никој да го затвори. На некој начин Бог е незапрелив Бог. Бог има свои цели, намери и планови и Бог ќе ги исполни. На некој начин кучињата лаат, ама караванот си врви. Да, ќе се соочуваме со опозиција, да, ќе бидеме нападнати, да, некогаш ќе се соочуваме со ситуација како што е оваа криза на глобално ниво, не криза на ниво на црква, туку на глобално ниво, ама ништо не може да го запре Бог во исполнувањето на неговите планови. И како што во тоа време кога го затвориле апостолот Павле, Бог не седел на нивото загрижен што ќе прави сега, така и сега Бог не е загрижен, нели што ќе правам сега во оваа ситуација кога има глобална криза или глобална пандемија. Бог си има свои цели, Бог си има свои намери. И не знаеме како се ова се вклопува во тие негови цели и намери и планови, но верувам дека со тек на време и по некое време ќе бидеме свесни за тоа. Бидејќи како што затворањето на Павле во тоа време служило за некои луѓе да се духовно да се освестат и да се вклучат во мисијата, така да на ист начин можеби и оваа криза можеби ќе придонесе некои луѓе духовно да се освестат, некои луѓе да се обратат при Бога. Бидејќи во крајна смисла прашањето не е дали ќе го напуштиме овој свет. Туку прашањето е кога и кога ќе се случи тоа, има уште едно многу важно прашање. Дали кога ќе се сретнеме со Бог, ќе го сретнеме Бог како спасител или ќе го сретнеме Бог како судија? Павле го затвориле, но Бог не може да го затворат. Денес сите ние сме затворени, но Бог не може да се затвори. И кога велам дека сите сме затворени, не мислам дека целава ситуација како што некои погрешно толкуваат е напад во црквата. Значи, во целава ситуација во оваа глобална криза сме сите заедно, верни или неверни. Но бидејќи црквата дел од тие сите, црквата не мора да запре со целава оваа ситуација. Значи, црквата треба да биде незапирлива, не затоа што има сили во самата себе, туку црквата треба да биде запирлива бидејќи Бог е незапирлив. Оној на кој што му служи, оној во кој што верува е незапирлив. И затоа ова треба да биде, верувам дека овие стихови треба да бидат охрабрување за црквата. Од тоа време црквата можеби се мислела, леле што ќе правиме сега, Павле ни го нема. Но Павле вели, нема врска дали ми има или ме нема. Бог продолжува да работи. И денеска ние можеби се мислиме како што ќе правиме кога има откажани богослужби, нема мислење. Бог продолжува да работи. И токму во овие стихови ја гледаме она Божја способност, оно што навидуме лошо да го сврти кон добро. Но Бог тоа го прави само во животите на луѓето кои што кога ќе се најдат во она што е навидум лошо, не кукаат и не се жалат, туку доаѓаат кај Бог и барат од Бог да направи нешто добро од она што навидум изгледа лошо. И таков пример е апостол Павле кој што гледате се наоѓа во затвор и не кука, не се жали за неговите услови како му е во затвор. Јас најверојатно ви го правил тоа барем во неколку реченици, би рекол чисто да знаете тука ми е многу лошо. Не, он вика ситуацијата во која што се наоѓаме е добра ситуација на некој начин. Да, навидум изгледа дека е лоша, ама верувајте дека Бог може да направи нешто добро од целата оваа ситуација. И сега додека се соочуваме со криза на глобално ниво, однакако што Павле се соочува со криза на лично ниво, јас верувам дека Бог ќе покаже како може нешто добро да произлезе од себе ова. Не знам што е тоа. Не можам да ветам, не можам да кажам моментално. Ама ако дојдеме и да бараме од Бог, Боже, предсинат се смирине во оваа ситуација, работи во нас, но исто така Боже сакаме да работиш и преку нас во оваа ситуација, колку и да сме затворени, колку да сме во карантини, колку да се изолираме, јас верувам дека Бог се уште може да работи во нас и се уште може да работи преку нас, особено во денешниот свет, кога технологијата е толку многу развиена. Па дури и кога била
кога немала развиена технологија во тоа време, ништо не можело да го запре Бог. Колку повеќе уште сега Бог може да го потреби тоа што живееме во ова време за да работи не само во нас, туку да работи и преку нас. Само ако бидеме мудри и само ако дојдеме кај Бог со став на очекување, не со став на кукњи, на жалење, леле што не се случува, туку Боже, ајде сега ти работи во нас и ти работи преку нас во цела оваа ситуација. И Бог ќе го направи тоа, сигурен сум. Во последните 10 стихови Павле пишува за две теми. Првото е можноста да биде погубен наскоро и втората е животот на христијаните во Филипи. Во однос на првата тема, а таа можноста да биде погубен, стиховите 20 до 26 јасно ни кажува дека ставот на Павле кон смртта и кон животот бил као некој као вин-вин ситуација. Павле вели, независно дали ќе ме остава да живеам или ќе ме погубат, јас секако победувам, јас секако сум на страната која што победува, бидејќи ако сум тука и ако живеам, ќе се обидам да го представувам Христос најдобро што можам за луѓето околу мене. Од друга страна, ако одлучат да ме погубат, ја не губам. Да, можеби некој да, си сигурно луѓето жалеле кога го погубиле Павле, но Павле не бил во загуба во однос на таа ситуација. Некој вика, жив ли сум, мртов ли сум, мене ми е окей, пошто ако сум жив, знам што ќе правам. Ако сум мртов, знам каде ќе одам. Така да, јас не се плашам од целава ситуација. И на крајот од главата, во последните 4 стихови, Павле ги поттикнува христијаните во Филипи да живеат она што он го вели достојно за евангелието, достојно за тоа да се нарекуваат луѓе кои што веруваат во Бога. И тука во овие 4 стихови 3 пати се спомнува зборот борба или некаква форма од зборот борба и самото тоа ни е долова суштината на Павловите зборови. Павле на крајот од оваа глава им вели на христијаните: борете се. Борете се бидејќи имате непријател. И нашиот непријател не е, како што вели Павле во едно друго послание, нешто што е од крв и месо, туку нашиот непријател е невидлив непријател, непријателот на нашите души. И невидливиот непријател е многу поопасен од видливиот непријател. И затоа Павле во овие крајни стихови 3 пати во 4 стиха им вели на филипјаните, а истото ни го порачува и нас: борете се. Не заборавајте дека вие сте дел од војна, духовна војна, и не заборавајте дека ќе бидете нападнати и затоа бидете спремни да се борите за вашата вера. Повикот за црквата денес е ист. Независно дали сме во состојба на пандемија или пак во состојба на добро здравје и на успех, ако си се одлучил или одлучила да го следиш Божиот пат, ти ќе бидеш под напад. Нема бегање од тоа. Некојаш под напад ќе биде твојата вера, некојаш ќе биде твојата светост, некојаш ќе биде твојот мир, твојата радост и така натаму. Ако е нападот во контекст на нешто неубаво и непосекувано што се случува, како на пример сега, нападот ќе биде во однос на твојата вера во Божите добри намери и ветување и планови за твојот живот. Ако пак е нападот некојаш нападот доаѓа и кога имаме успех и кога имаме просперитет, во такви моменти сме под искушение да помислиме сега, бидејќи се не иде на добро, се иде како подмачкане во животот, тогаш нема многу потреба да му се мола на Бог, нема многу потреба да читам, нема многу потреба да одам во црква. Значи, без разлика дали е во добро или во зло, непријателот ќе се уби да го искористи и доброто и злото на некој начин за да не сврти против Бог. Но затоа апостол Павле вели: борете се затоа што сте и затоа што ќе бидете под напад. И не само што им кажува на христијаните борете се, туку исто така им кажува како да се борат. Им дава две многу важни работи, ама особено е важно она кое што го кажува во првата глава 28 стих, таму вика Бог е на ваша страна. И начинот на кој што можеме и треба да се бориме против било кој напад и било кој искушение, било која позиција во животот е преку тоа што пред нас ќе бидеме свесни дека окей, знам кој е на моја страна, Бог е на моја страна. Исто во 27 стих вели бидете заедно, сложни борете. Со други зборови, она што Павле го кажува на филипјаните следново: кога ќе бидете под искушение, кога ќе се очувате со опозиција во животот, начинот на кој што се борите е следниот: борете се заедно, исто така бидете свесни дека Бог е на ваша страна. Да, некои битки можеби ќе бидат потешки од други, не можеби, туку сигурно ќе бидат потешки, но не заборавајте дека си имате еден со друг и не заборавајте дека пред синаце Бог е на ваша страна. И затоа се важни другите луѓе околу нас, особено другите верници околу нас, бидејќи Бог работи не само во нив, туку Бог работи и преку нив. И некогаш ќе ни бидат потребни Бог преку нив да ни каже нешто кое што ни е потребно можеби во моментот да го слушнеме. И затоа Павле вели: кога се борите, знаете дека имате многу поголеми шанси за победа, бидејќи Бог е на ваша страна.
Пред се Бог веќе победи на Голгота, но исто така и во секојдневните борби кои што ги имаме, Бог е на наша страна и Бог е тука да ни помогне и еден од начините на кој што Бог го прави тоа е преку луѓето околу нас. Бог започнал добро дело во сите кои што го следат и сите кои што му веруваат. Тоа добро дело кој што Бог го има започнато еден ден и ќе го заврши. Дотогаш Бог работи во нас и Бог работи преку нас. Ние сме сега помеѓу тоа што било, односно тоа што Бог го започнал и тоа што ќе биде ден, односно тоа што Бог ќе го заврши. Сега сме измеѓу тие два моменти. И додека сме измеѓу тие два моменти ќе се соочуваме со кризи, ќе се соочуваме со напади, ќе се соочуваме со опозиција. Некогаш тие кризи ќе бидат на лично ниво, некогаш ќе бидат на семејно ниво, некогаш на национално ниво, некогаш како оваа сега со која што се соочуваме, ќе биде на глобално ниво. Но Павле вели во оваа глава, што ја се случува? Ништо не може да го запре Бог. И тоа треба да ја храни нашата вера, тоа треба да ја поттикнува нашата вера. Особено, прва глава 28 стих каде што Павле вели, Бог е на ваша страна. И не го заборавајте тоа. Ако си во Христос, ако го следиш Бог, ако му веруваш на Бог, независно колку е хаотична ситуацијата, Бог е на наша страна. И Бог е оној кој што никој не може да го запре. Бог е оној кој што ништо не може да го запре.